Завршува тој период, да. продолжува нов период, тогаш веќе да речам станав познат во јавноста, четвртиот македонец. Успеав да обезбедам исто општина Карпуш како жител на општината, успеав да обезбедам половични финансиски средства за да можам да си дозволам учество на 4 светски купа во Јужна Америка, односно почетокот на сезоната 2011 година. Успешно ги поминав тие 4 маратони. Тоа се Санта Фе 56 километри, Росарио маратон кој што е во најпрлјавата река и најпрлјавиот маратон, и Виедма. Виедма е исто пливање во река која што е заснована на плима и осека. Доколку не го завршиш маратонот за 3 часа, невозможно е да го испливаш. Значи невозможно. Не можеш да се овладаш. Брзината на ваѓањето на реката е побрза од најбрзиот пливач. Така да тоа беше борба уште првите 2 часа за да може да прикрепеме до последната бова за да после тоа здивнеме. Како да ја изненадиш водата и реката. На последниот маратон во Парана, тоа беше недела за недела. Навистина истоштувачки маратони, кои што успешно ги пребродив, дури на последниот 88 километри освоив 5-то место веднаш позади Попацев, а нашите двајца маратонци Томи и Илија се откажаа. Тоа беше трка за паметење, трка од 13 часа и трка во вода во која што не знаеш што све има. Организаторот ден пред одржување на маратонот не советува немојте да одите во музеот кој што е до нас. Еве таа анегдота која што сакав да ја кажам. Ако видите, немојте да не се обесхрабрите да не што све има. Суштества тука се движат. Значи таму има анаконди, алигатори, разни видови пирани. Меѓутоа ништо не запре. Напротив, влеговме во таа од прашума Хернандарија, едно селце кое што навистина е како да живеат таму некое племе, и стигнавме во градот Парана. Секој пливач си има екипаж. Следи, да. Тука имам една слика точно од маратонот во Парана, се гледа реката каква боја е и колкаво пространство на вода е тоа. Што е многу интересно, секој пливач си има свое кајче, што е многу интересно, забрането е кајчето да има мотор на самото кајче. Веслачи ве пратат. Зошто? Затоа што се грижат за екологијата на самата река. Значи не е дозволено никаков допир со издувни гасови, бензин, нафта. Мери си така, само весло. Секоја чест за веслачите кои што веслаа 88 километри. Добро, ниф и водата ги носеше. Брза е? Не е многу брза. Не е многу брза. Таму маратоните се одржуваат во февруари. Така да нивото не е толку многу големо, негдека во март каде што има дождови, тогаш се зголемува нивото и течението е многу побрзо. Успеав во таа трка да водам неколку километри. Беше страшно брза трка и го завршив 5-то место. Тоа ми е, да речеме, еден од забележителните резултати во светските купови. Таа година и завршив 8-мо место. Имаше и други маратони на кои што постигнуваше високи пласмани, па еве да се подсетиме на нив како изгледа еве во Дубај. Беше втор, например, во маратонот таму, па сега водата е исто претопла. Топла како во грчкиве маратони, во Каламата. И Никити можеби и потопло. За жал животот ме натера да бидам одсутен од државата и да поминам 4-5 години да работам во Дубај, но тука не ме спречи да продолжам со моите спортски активности. Јас бев напротив организатор на пливањето во еден триатлон клуб, најголем триатлон клуб во Дубај, каде што ги организирав сите членови кои што сакаа без пари да посетуваат пливање. Така да учествував на маратонот околу иконостасниот хотел Бурдж Ал Араб, каде што го зазема второто место. Веднаш позади олимпискиот пливач Брајан Рикерман, кој што беше
10 на Олимпијадата во Рио. Колку заостана зад него? Многу Па, или? не многу. Заостанав некои си 10 на секунди. Јас бев Значи, тогаш имаше трка во финишот. страшна форма. Тренирав секој ден, имав страшни услови, одлични услови да кажам. Таму имав базен, живеев до базен, така да деновите ги поминував јас повеќе во вода отколку што на суво. Делфи. Па, да не речам да, така, Делфин. И организирајќи и учејќи помагање околу обуката на многу тамошни луѓе, на вистина ми помогна да ја продолжам својата спортска кариера. И сега изненадени беа и тие околу тебе, мислам пливачите, потоа љубителите на спортот кои го следеа твоето движење спортско, почнувајќи од оние рани години кога освојуваше медали на пионерските првенства на Југославија, потоа кога стана самостојна нашата држава во Македонија, па учествуваше на тие маратони, па јавноста беше информирана за твоите настапи, воопшто за настапите на сите наши маратонци. Одеднаш Игор Димовски триатлонец. Како дојде до тоа? Па ете, ја кажав таа приказна во Дубај, на вистина те ценат по тоа што си направил и по тоа што правиш. Таму 5 години веќе им помагав на најголемиот триатлонски клуб Три Дубај. Им помагав околу пливањето. Јас не учествував во тие трки со велосипеди. Тоа те прашувам, дали помислуваше тогаш кога им помагаше за пливањето и ти еден ден да се качиш и на велосипед и да истрчаш маратон, да речам. Не помислував вистински, да го но практикуваш како спорт. Но сега ќе кажам уште една приказна кој ме натера на вистински да јас учествувам на триатлон. Едно утро, пошто мојата фамилија беше во Скопје, тие често доаѓаа во Дубај, јас почесто доаѓав на кратко за 4 дена и така, беше тоа еден тежок, мачен живот, како да ви кажам, ама пусто те тера нешто да мораш да борба за екзистенција. Добив телефонски повик едно утро од сопругата, вели Иво, поголемиот син, кој што е сега 16 години, не може више да плива, ти не си тука, ти му беше огромна поддршка, ти му беше тренерот, се префрливме на триатлон. Викам, добро, нека спортува. Битно е да се фокусира на правилниот пат. И тоа беше, верувајте, една врата на која што јас викам дали да влезам или што да правам. Ама пошто Иво Јован тренира, викам јас ќе тренирам со него кога ќе се вратам. 2018 се вратив, Иво беше државен првак во триатлон. Сега е веќе си менуваат позиции со уште едно момче од Струга. И во младинска конкуренција. Во кадетска конкуренција. Иво е 16, спаѓа во кадетска, меѓутоа следната година влегува во јуниорска категорија. Си велам зошто да не, ајде да пробам. 2018 се вратив, учествував на првиот за мене триатлон во мастерс или рекреативна категорија, каде што го освоив првото место. Меѓутоа не заостанував зад професионалците. И така си решив и си реков, Игор, имаш балкански медал, ајде Игор, од попливање, беше успешен во пливање, ајде да видиме дали можеш да бидеш успешен и во триатлон. Да, докај ќе стигнам во триатлон. И да речам дека можеби сум еден од ретките македонски спортисти кои што бележат успеси во неколку спорта. Јас бележам успеси во 2 спорта. Пливање и триатлон. Сега за триатлонот објасни ни вака, таа мастерс трка ја кажа, кога си победил, за другиве маратони кај што стана државен првак, потоа учествуваше и на Балканијада, значи се работи за квалитетен триатлонец, не само некому му текнало, ајде ќе тренирам триатлон, има 3 дисциплини, па ќе пробам. Не е само пробање, туку и резултат. Триатлонот е олимписка дисциплина, сите знаеме.
1500 метри пливање, 40 километри возење велосипед и 10 километри трчање. Све воедно со две транзиции која што имаш од пливање на велосипед и од велосипед на трчање. Замена на патики, облекување на кацига. Тебе најлесно ти беше пливањето. Не, најлесно ми беше пливањето. После кога стигнуваше до велосипедот? Додека бев во Дубај, ја гледав сликата на голем квантитет на луѓе. Значи, огромна бројка на триатлонци кои што доаѓаат, посетуваат надпревари, дали е тоа Ironman, дали е тоа некој си надпревар од спринт дистанца која што е поделено со два од сите делници во спортовите. И буквално сватив дека триатлонот е најбрзо развивачки спорт во најмасовен. И на Олимпијади сум гледал големо интересирање. Затоа што притисокот на работата каде што луѓето работат можат да си го анулираат и да се релаксираат само со спортови кои што се вакви комплексни, пливање, возење, трчање. Не е еден. Тоа веќе ќе стане монотоност и луѓето ќе се заситат брзо. Меѓутоа, кога се склопна три спорта, како што е триатлонот, тука беше нешто несватливо за мене. Што мислиш кога ја пливаше првата делница од триатлонот, бидејќи е пливање? Па првата делница јас немав комплетно одело за пливање. Првата делница за пливање немав триатлонско одело. Бев со купаки и си викам ова е многу полесно од маратон. Бев неприкосновено прв. И беше многу лесно. Викам што е ова е лесен спорт за мене. Немаше. Кога дојде на Суво? Кога дојдов на Суво требаше мајца да си облечам. Заглавив 2 минути во транзиција. Тие што излегува подоцна од мене на пливање, само ме прошишаа. Викам, сега, значи, ја тука нешто грешам. Меѓутоа продолжив. Со точак, необично, прв пат, до сега на точак во парк, на водно, тука, да обавам некои си работи, ама трка е веќе нешто друго. Добро, интересно, за трчање сум трчал. Викам, добро, имам нешто интересно да подобрам сега, ќе си подобрам транзиција, малци ќе повежбам точак и мислам дека ќе се подобрам. И така, следниот триатлон, веќе транзицијата ми беше многу побрза. Си земав одело за триатлон, каде што не требаше да се... Не загуби 2 минути. Не загубив, има веќе 30 секунди. Напреднав на велосипед, се уште немам мој велосипед, меѓутоа го користам на син. И така. А трчањето? Трчањето не ми беше некој голем проблем, со исклучок да треба да напреднам, треба да се вежба во секој случај. И почнав да вежбам, почнав да тренирам, учествувам на некои маратонски трки, учествувам на Визер, учествувам на сите... Еве, ме интересира, бидејќи прв пат разговарам со триатлонец, тренинзиве посебно за атлетика ги знам какви се. Велосипедизам исто. Да. Пливањето исто. Сум ве гледал овде со години и години на базенот во Карпош. Меѓутоа, како се вкомпонира сето тоа во тие три спорта и како изгледа тој тренинг ден на триатлонецот? Пред се е долготраен. Пливањето, да речеме, немам проблем. 5 километри за 1 час ја завршив работата. Ќе истренирам пливање, меѓутоа кога ќе дојде времето за велосипед во истиот ден, захтевен е да се вози 1 час и повеќе. Значи тоа се губи време. Тоа го правиш веднаш по пливањето или имаш одмор малку? Јас го правам веднаш. Веднаш, да. Значи не сум изморен од пливање, веднаш се пресоблекувам, одам дома, зимам велосипед и возам. Кога ќе се врати син ми од училиште, ајде, викам, Иво, да истрчаме. Може би затоа сум малку и во преднос од него. Тој има училиште, мора обврските да си ги обави таму и затоа не е во можност да ги тренира трите спорта во еден ден. Меѓутоа јас буквално трите спорта во еден ден. Сега правам некоја пауза и заради времето надвор не возам велосипед, меѓутоа дома купивме од Дубај, донесов тренажер, така да се инсталиравме и дома ќе пуштиме некој филмче и дома. Прво едниот, па другиот, така да пред се е долготраен процес на тренирање. Значи треба огромно време. Другото е тотално исто. Ги регулирате зоните на тренинг во која што се наоѓате и ако ги почитувате сите тие правила, успехот е неминовен. Многу е битен
менталниот склоп, физичкиот може да се издржи сето тоа. Физичкиот темперамент и пред се зоната во која што работите, дали е тоа анаеробна, аеробна, во кое срцебиење ќе бидете денеска, па во кое срцебиење ќе бидете утре, а не да си се само оптоваруваат и оптоваруваат. Не, тоа е лошо ако се оптоваруваш и ако ги силуваш работите, сето тоа треба да биде испланирано и според моментниот биоритам, би рекол, на организмот, без форсирање. Јас гледам некој на кеот ќе се испоти во тренерка, по уште една тренерка се измачува. Точно така. Од тоа нема корист. Имав големо задоволство и голема среќа да додека бев во Дубај, тие многу ценат на обуки. Јас завршив 4 обуки кои што се светски признаени за тренер по пливање, каде што не само се фокусира на техниките, него се фокусира на начинот на тренирање. И затоа можам да кажам дека ние немаме многу сениорски категории, за жал. Нешто мора да направат тренерите тука. Значи, таму се тренира паметно. Тренажниот процес е креиран за секој индивидуалец. Да, има една врвна организација, што би се рекло во спортот, не само во триатлонот, во сите спортот. Тоа ми помогна многу. Не се изморив, не се повредив, а стигнав да бидам шампион на Македонија за 2019 година со свој 41 година. Кај се одржа тој триатлон? Тоа беше 3 триатлони, како 3 државни првенства. Значи серија од 3? Серија од 3, и на кој што сите 3 се добива победникот или пак како? Од сите 3 по места, по пласман се добива победникот. И ти? Јас победив на 2 од тие, победив на триатлонот кој што за жал се прави во Србија и е државно првенство на Македонија, во Власина, на Власинско езеро. Таму можеби ми одговара повеќе, водата е малце поладна. Меѓутоа тоа е олимписки триатлон, каде што е захтевен со поголеми делници. И победив на триатлонот кој што беше Европски куп во Охрид со преубави услови. Можам да пофалам Триатлон федерација која што овозможи да се одржи еден таков триатлон, за која што сигурно доби највисоки оценки од Триатлон федерацијата и Светската Триатлон федерација. Ти беше победник на тие 2? Јас бев победник на тие 2 и тоа ме... А третиот? Третиот се одржуваше пилот како проект, се одржуваше во Борис Трајковски, во базенот. Така да се пливаше во базенот. Тука направив некоја грешка и се возеше по Илинденска и се трчаше околу спортскиот центар. Тука го зазема второто место, меѓутоа не ме обесхрабри. Тоа беше всушност и првиот маратон. Не ме обесхрабри за да ги победам следните 2 и да станам шампион. Шампион на Македонија. Не значи ли тоа дека ако Македонија, например, добие валд карта за учество на Олимпијадата во Токио, ти ќе бидеш тој што ќе не представува во триатлонот? Тоа е комплексно прашање. Тоа не зависи од мене. Јас сум тука само да си тренирам, тоа е моје задоволство и да победувам. Јас се надевам дека и 2020 ќе биде година за паметење во мојата историја и во мојата кариера. Па ќе видиме што ќе донесе и како ќе донесе. И еве сега на крајот од ова твое представување пред гледачите, да кажеме и нешто за перспективите на нашето пливање, бидејќи ти работиш и како тренер и со дечина од мали возрасти па до сениори. И има ли перспектива да се вратиме, например, на она време кога Маленко беше европски шампион за младинци, ми се чини 96-та година во Копенхаген, па кога имавме Мешковска, па браќата Миладиновски, па имаше таму плејада пливачи. Додека бев во Скопје 2014 година, од кога заминав, пред тоа бев основач на еден од најсилните клубови кои што се создадоа во поновата историја на македонското пливање. Од тука можам да кажам дека излегува многу млади пливачи кои што некои од нив останатите тренери не успеа ни да ги задржат. Искрен да бидам, квалитетот на пливањето
во минатото беше многу посилно. Не знам од кои причини, не би сакал да навлагам, знаејќи каква е состојбата сега со Пливачката федерација, една, па друга, па трета. Не сум вклучен, не би сакала, не би сакала да ме вклучат, за тоа, нека не знам зошто, меѓутоа реши државата или факторите така, кој што ќе биде на тој план кој ќе не представува како Пливачка федерација надзор, меѓутоа битно е за тебе дека продолжуваш да си обука на работиш. дечиња кои што ја гледаат и се интересираат како може еден спортист со долга кариера да биде успешен во два спорта и буквално да ги следат стапките, да биде учесник, медалист на Балканско првенство во пливање и да биде учесник со своји 40 и кусур години на Балканско првенство во триатлон, каде што за малку бев пети, за малку не земав медал со 10 секунди казна. Тоа беше во Истанбул. Тоа беше во Истанбул оваа година и навистина младите ме гледаат сериозно и сакаат да учат од мене. Веќе имам групи кои што работиме паметно, работиме по книга и мислам дека ќе направам, како што направив и пред тоа, ќе направам и сега, меѓутоа сега ќе биде малце по... Добро, ќе те гледаме само во триатлонот или повторно и во маратонско пливање. Ќе видим. Дека Охрид еве држува маратонот, да. Па има други маратони, те познаваат во Каламата, веројатно те канат таму, па во Никити. Ме канат се уште. Дали ќе одиш да запливаш на тие маратони? Па никогаш не се знае. Возраст, дека за маратонците не е никогаш доцна, дури не е доцна, 50 години, над 50. Дури е време. Да речеме, по долготрајната спортска активност е добра за возрастни луѓе. Да. Така да маратонското пливање, маратонските триатлони, Ironman и други маратонски спортски потфати се наменети за луѓе кои што веќе завршуваат со некоја си кратка кариера. Ќе видиме, не знам со точност да кажам, меѓутоа не застанувам. Пред малку реков и на крајот, ама сега ќе биде и на крајот за семејството. Спомнати за синот? Така. Семејството не го притискам, меѓутоа веќе бележат резултати и двајцата синови. Иво Јован 16, државен првак во триатлон, оваа година нешто малку потврли, меѓутоа тоа е нормално. Матео 10 години, тој беше бебе кога додека јас го препливував каналот. Тој веќе појавува интерес во пливање, плива феноменално. Делфин да речем, така да може да го видиме во некоја наредна прилика како освојува медали во дисциплината делфин. И така. А таму во подоцнешните години на маратонските патеки. И на маратонските патеки. И да не ја заборавам исто и сопругата Снежана. Да. Таа неодамна победи со својот тим од Комерцијална банка на бизнис трката која што се одржа на Кеот. Така да им помогна на своите тројца надпреварувачи, исто колеги, за да го заземат првото место, кое што направија стварно огромен бум. Таа беше и во екипата што те следевме на Ла Манш. Така, таа беше дел од тренерите кои што и имаше поддршка цело време. Огромна поддршка, се разбира. Добро, Игор, јас мислам дека те представивме комплетно, односно ти се представи комплетно на гледачите со својата кариера како маратонски пливач, како пливач во базен. Сега како триатлонец верувам дека ќе продолжиш за триатлонот, никогаш не е доцна, исто и за маратонот, па сега посакувам да те видиме и таму и ваму, па да видиме кај ќе постигнеш подобар резултат, зашто малку се тие спортисти настојчиви како што си ти, те познавам. Знам уште кога доаѓаше во утринските часови на базенот, па пливаше километри, и ти знаеш дека само така може да се успее. Само така, да. Ако човек се фокусира на една работа и си постави цел, и не отстапува од тоа, мора да се постигне целта. Успехот е неминуван. Ти благодарам уште еднаш за гостувањето во емисијата и ти посакувам и натаму добри спортски резултати тебе, на синовите и на супругата, комплет на целото семејство. Ти благодарам.